Инстаграм, во сопственост на Мета, конечно ја представи новата функција историја на гледање, која им овозможува на корисниците лесно да ги пронајдат Reels видеата што претходно ги гледале. Ова доаѓа како одговор на честите забелешки дека видеата е речиси невозможно да се најдат доколку случајно се прескролуваат. Новата алатка се наоѓа во дел од вашата активност на профилот и прикажува целосна листа на гледани Reels, дури и оние што траеле само неколку секунди. Дополнително, Инстаграм вклучи напредни опции за сортирање и филтрирање, по датум, период или автор, со што се олеснува пребарувањето и повторното пронаоѓање на содржина. Корисниците ќе имаат целосна контрола врз својата историја, со можност да избришат поединечни видеа или целата евиденција. Функцијата постепено ќе се воведува за сите Android и iOS корисници, со што Инстаграм го зајакнува своето место во конкуренција со TikTok и YouTube. Амазон разви нови паметни очила со вградена вештачка интелигенција и компјутерски вид, кои им прикажуваат на возачите информации во реално време, како насоки за возење, предупредување за опасности, доказ за испорака и точна локација на пакетот во возилото. Системот автоматски се активира кога возачот ќе стигне на дестинацијата и го води до вистинската врата, што е особено корисно во комплексни згради. Очилата се поврзани со контролер сместен во елекот за достава, користат заменлива батерија и имаат копче за итни случаи. Тие се компатибилни со диоптерски и фотохромни леки кои се прилагодуваат на осветлувањето. Со тоа, Амазон им овозможува на возачите да работат без потреба постојано да го гледаат телефонот. Во моментов, технологијата се тестира во Северна Америка. Очилата можат да откријат грешки при испорака, неточни адреси и присуство на животни, додека автоматски ја прилагодуваат светлината. Амазон очекува дека оваа иновација значително ќе го намали времето на испорака и ќе ја зголеми безбедноста, представувајќи чекор кон иднината на паметната и поврзана работа. OpenAI работи на нова алатка што ќе овозможи генерирање музика од текстуални и аудиопромптови, објави Euronews Next, повикувајќи се на извештај на Dinformation. Проектот вклучува академска соработка за анотирање музички партитури, со цел создавање база на податоци за обука на моделот. Истовремено, музичкиот екосистем брзо се менува. Spotify соработува со големите издавачки куки Sony, Universal и Warner на развој на одговорни AI продукти, додека стартапи како Suno и Eleven Labs веќе нудат решенија за создавање музика и глас преку вештачка интелигенција. Главното прашање останува авторското право. Европските здруженија на композитори предупредуваат дека и по AI Act од 2024 година, заштитата на творците е се уште недоволна. За креаторите на содржини, потенцијалот е огромен. Побрзо создавање демоаранжмани, саундтреци и аудиоваријации. Но за индустријата, ризиците се сериозни, од нарушување на вредносниот ланец, до правна несигурност околу фер користење и лиценцирање. Рамнотежата меѓу иновацијата и правата ќе одредуваат судовите, регулаторите и идните договори меѓу издавачите и AI компаниите.